Почитувани, како што видовте од инсертите малку предходно, зошто сме денеска овдека собрани? Ни предходеше една неубава вечер. Мислиме дека е само спортски, но верувајте дека не е. Тоа што се случуваше вчера, синоќа, вчера во попладневните часови низ улиците на Скопје, односно низ еден дел на Скопје и на стадионот, на градскиот стадион во Скопје, е како што можете да видите и од насловот на оваа наша мала панел дискусија, да ја наречеме, или средба, е киднапирање на спортот за политички цели. Денеска тема на нашите медиумски платформи, но и организацијски е токму тоа, киднапирањето на спортот за екстремни политички цели, злоупотребата на спортот, зошто тоа се прави, искуствата кои укажуваат на тоа, како организација што ги следиме сите тие, се тој говор на омраза кој што е како да ја акумулирам, па се очекува на секој спортски настан, наместо ние да се радуваме или да гледаме, да ги следиме спортските настани, ние следиме која улица ќе биде окупирана или каде можеме да поминуваме послободно или не можеме, или да не излегуваме таа вечер од дома. Денеска со мене се тука мојот колега Дехран Муратов и Џабир Дерала, а подоцна ќе биде и експертот Иван Анастасовски, кој што веќе не помалку од минатата година, точно ова време беше гостин на Дехран, токму на оваа тема, на говор на омраза на спортските трибини. Јас ве поканувам да го проследите панелот, ќе биде веројатно многу интересен. Повели Џабир. Добро, јас би сакал, благодарам за воведот, во него беа ставени главните поенти на кои дискутиравме уште од синоќа, кога за жал на наше очекување се отстварија стравувањата. Колегата Дехран доста време однапред го предупреди јавноста со своја колумна на медиумската платформа на Цивил, меѓутоа очекувано таквите повици на разум не беа слушнати. Ние и како организација, меѓутоа и редакцијата при медиумската платформа на организацијата, со внимание ги проследивме сите настани што предходеа на ова. Пред се, ако ми дозволите, би сакал и свое лично мислење во две поенти да кажам. Едната се однесува на УЕФА. Јас не следам спорт многу, меѓутоа политичките и корупцијските скандали поврзани со спортот, да, ги следам, за жал многу се. Сметам дека УЕФА, не знам од какви побуди, предпоставувам од лукративни, не препорача да нема публика на овој надпревар. Напротив, тоа се импозантни бројки од влезници, поделени на навивачките групи, односно пуштени во промет, и доволно за УЕФА беше да каже дека само тоа е еден надпревар од висок ризик, без нешто посебно да направи, да упати повици или пак да препорача на властите, или едноставно да препорача да нема влезници тој спортски настан, бидејќи тој настан вчера беше се само не спортски настан. Тоа е едната поента. Втората поента е дека малку изненадува непријатно однесувањето на дипломатскиот представник на Република Бугарија во нашата земја, кој се разбира оправдано осуди насилство кое е било извршено врз еден од навивачите на бугарскиот фудбалски клуб Левски. Меѓутоа, јас мислам дека можеше да направи повеќе, ако ништо друго да ги пречека своите сограѓани
дури и на граница ако треба, бидејќи имали тој информации дека тоа е од висок ризик настан, или пак едноставно да упати јавен повик, да биде меѓу граѓаните таму и да ги смирува, да превенира опасна ситуација. Оваква ситуација одамна е најавен и овој настан можел да се обиде да влијае кај властите во својата земја, да го канализираат, односно да го контролираат насилството. Тоа е. Така е. Се појавија неколку видеа по социјалните мрежи дека токму навивачите од Левски веќе беа подготвени да дојдат овде, нели, во нашава држава и да прават тоа што сакаат. Така е, добро, со денови наназад, особено во тие ден-два пред самиот настан, можеше да се забележи тензијата, односно можеше да се забележи дека постои веќе план за насилно однесување на скопските улици. И тоа мислам дека можеа бугарските власти да го превенираат многу подобро, односно да го превенираат бидејќи не направија ништо во врска со тоа. Сепак позитивна точка во оваа серија критики што ги изнесов на самиот почеток, мислам дека е раководството токму на бугарскиот клуб Левски. Тие пред надпреварот излегува со соопштение и со повик до своите навивачи да се однесуваат пристојно, да не користат пиротехнички материјали и сето тоа, меѓутоа тоа за жал не беше доволно. Мислам дека такви предупредувања треба да се испратат многу порано и да се повторуваат повеќе пати додека не допрат до практично сите што се потенцијални насилници на вакви настани. Непримерно е тоа што имаше напад врз македонската полиција, кои беа таму нив да ги обезбедуваат, а всушност беа нападнати. Тоа е непримерно и според мене мислам дека е најопасниот момент тука и нешто што упатува на тоа дека постоел предходен план за нарушување на безбедноста, а тоа е присуството на бугарските навивачи во Чаир, што е далеку, не е ни на рутата кон стадионот. Не е туристичка атракција, тоа е резидентна област. И сметам дека тука тој инцидент што се случи таму и каде што за жал имаше и повредено лице меѓу бугарските навивачи, што е исто така за крајна осуда, овој со ноже нападнат, тоа е значи носење оружје, ладно оружје на улица, меѓутоа во секој случај нивното присуство таму, нивното насилничко однесување таму, сметам дека упатува на тоа дека постоел план. Верувам дека институциите, барем во нашата земја, ќе се погрижат да откријат кој е сценаристот за ваквото однесување, за овие инциденти. Една голема среќна околност е тоа дека нападнатиот бугарски навивач е во стабилна состојба, иако бил тешко повреден. И уште посреќна околност е што без оглед на тоа што овој инцидент, ужасен инцидент, овој немил инцидент што се случи вчера на скопските улици, сепак не прерасна во нешто поголемо, потрагично и сметам дека сценаристите, верувам дека имало сценаристи, сметам дека сценаристите очекуваа многу поголем ефект од ова, меѓутоа не го добија. Заради тоа што сепак и полицијата, меѓутоа и пошироко, повеќе актери во целата оваа немила случка се однесуваа на тој начин што оваа операција едноставно е неуспешна и мислам дека во иднина, ако бидеме уште поспремни, и како јавност, и како земја, односно институции,
ваквите инциденти ќе бидат и дури избегнати, дури и нема да се случат, меѓутоа за тоа треба да се поработи малку повеќе. Јас би сакал, доколку ми дозволите, или може би да му дадеме сега малку простор на дехна, би сакал и да го прочитам после тоа соопштението на Цивил. Тоа е веќе објавено на медиумската платформа на Цивил на македонски и албански јазик и се разбира, ќе го спомнеме, ќе го прочитаме малку подоцна. Дехран, ти како да кажам, следачи на приликите спортски, но и следачи на говорот на омразата, и како име си веќе познат по тоа, по медиумите, така, но и во општеството. Вчера, како ти протече денот, со тоа што ние веќе на работа разговаравме за тоа и ти направи една содржина со предупредување за го читателите веќе го имаат прочитано. Меѓутоа вчера ти мислам дека беше некаде околу случувањата, ако не и во центарот. Види, Диана, со оглед на тоа дека одамна спортските надпревари кај нас веќе не се спортски, тоа се претежно политички и имаат некаква порака, па и ако ги слушнеме изјавите и пред да дојдат во Македонија бугарските навивачи и за време на нивниот престој во Македонија, во одредени медиуми каде што ги дадоа, они воопшто не зборува за фудбал. Они воопшто не зборуваа за утакмицата, за надпреварот. Они зборуваа дека се во Бугарска Македонија, своји на своето, дека сака да представат некаква си политички говори, кои што тоа се прави на маса во некој дипломатски Да, за се збореа, не за играње само фудбал. не за фудбал. Да. Значи све имавме вчера. прават тука. За све имавме вчера, само немавме за фудбалот. И денес како ти отидеш на улица и да прашаш како заврши вчера резултатот Шкупи Левски, 90% од луѓето нема да знаат, а ќе знаат точно колку уапсени навивачи има од едната и колку уапсени навивачи има од другата страна. Како заврши? 19-2. Да. Инаку, да се вратам на прашањето. Вчера, кога додека помину пред да се случи надпреварот, да се одигра надпреварот, јас предупредив дека национализмот, примитивизмот, говорот на омразата, омаловажувањето, непризнавањето на државата, на нацијата, да ги остават на границата и кога ќе влезат, да влезат како европски граѓани на 21. век. Но за жал полицијата тоа чувство на омраза кон оваа држава и овој народ не можеше да им го претреси и да им го најде. Тоа го држат веројатно навивачите во себе и со тоа влегува во Македонија, а може да им ги најдат тие други реквизити што ги им поседуваа. Интересен момент е што за мене, додека поминував низ плоштадот каде што беа стационирани, во еден момент имаше извик смрт за Србима. За Србите. Она што мене ми остави многу прашалници во глава, на плоштадот Македонија, каде што нели они дошле да се стационираат кај нивниот бугарски цар Самуил, каде што нели ќе не чекале нас, како што не нарекува глувци, да се пресметаат. И тоа е моментот што пред да почне она загревањето, да дојде до директен судир, они има омраза кон една етничка заедница, една држава која што не беше ни присутна во Македонија. Тоа што се случуваше минатата година кога ни беше гостин. Да. Истото тоа што се случуваше на надпреварот Шкупи и Динамо Загреб. Минатата година. Каде што исто имаше повици за трети луѓе кои што не присуствува, кои што не беа ни директни учесници на во Ниш кога имаше сосема така друга утакмица, викаа нешто друго. Другиот момент беше
нели отидов кај побезбедната страна од реката Вардар, кај моите, кај нашите, така нели сега се делиме на наши нивни. Таму интересен момент беше дека имаше одредени навивачи кои што дошле Од која точно страна? Од која? Да, точно кај Скендербег, тука беше зборното место на шверцерите. На навивачите Да, на шверцери? каде што и се продаваа билети, во еден момент дојдоа едно 4-5 навивачи на Левски, кај што се обидоа да направат некаков инцидент. Тука мора да ги пофалам полициските службеници кои што веднаш реагира и не дозволиле никаков ниту вербален, ниту физички контакт со тие навивачи. Да, но... Веднаш беа дистанцирани и насочени кон публиката и навивачите каде што беа на Левски. Тоа е исто така момент кој што е интересно да се опише, дека навивачите, ако ги видиме на снимките на Левски, всушност дошле со... Има една снимка каде што и на нашата најава, има една мајца, тоа што сега пред да дојдам на дебатата, ми остана како впечаток, има мајца 88. Кое што бројка е забранета во Италија да се користи како дрес, затоа што тоа е символ на нацизмот и таму е забрането таа бројка да се користи. За разлика од навивачите на Бугарија, на Левски, вчера дел од тие навивачи токму таа бројка и такви мајци дошле во Македонија да навиваат за својот клуб. Значи тие реквизити не им ги нашле полицијата или не се запознаени со бројката? Не може да му ја забрани. Да. Едноставно ние немаме таква забрана со таков дрес и со таква мајца да влезе во Кај нас не важи, значи. Немаме таква одлука и тоа не може да забраниме, тоа е за фудбалерите не можат да настапат пример во Италија, а не може да забранат навивачите. Тоа е сепак друг сегмент. Но пораката што они дошле тие навивачи да ја пренесат тука, е дека они дошле тука да ја освојуваат Македонија. Не да победат на фудбал, туку да победат во Македонија. И они тоа што случајно улетале во Чаир, На Јаја Паша, не беше случајно улетано. Значи, сон на секој хулиган е да влезе во најхардкор место и он таму да го освои теренот. Он да постави свој печат и да каже, еве, ние дојдовме тука, дома ви дојдовме, ви истепавме, ви земавме знамето и сега го носиме за Бугарија. Затоа ќе разговараме и со еве Да, јас тука би запрел Работата е во тоа што се работи за сообраќајница во близина на Јахја Паша џамијата, кој е прометно место. Веднаш до, што е нели во сценаријето претпоставувам дека е прогласено за символично место. Од друга страна се работи за една улица, прилично прометна, каде што има луѓе кои одат да пазарат и така натаму, една од најпрометните можеби во Скопје. И затоа мислам дека од една страна символиката со која располагаат во своето сценарио едната група воопшто не кореспондира, најчесто и не кореспондира со вистинската ситуација на теренот. Зборуваме за едно место кое е прометно, каде што има и мажи, жени, деца, и трговци, и купувачи, можеби и криминалци. И градинка има веднаш во близина. И така натаму, така што јас мислам дека тоа е исто така еден момент кој треба да се одбележи и да се осуди таквото однесување, изборот на такви локации за пресметки од било каков тип. Јас би сакал, ако ми дозволи колешката Дијана, да го прочитам кратко соопштението на Цивил, кое излезе уште денеска. Вчера еден дел од овие ставови веќе беа промовирани во јавноста преку новинарките и новинарите кои беа во дежурните екипи, а еден дел заеднички на колегиум
ги формулиравме и тоа гласи вака: сите медиуми го имаат добиено ова соопштение, се надевам, не сме провериле, меѓутоа се надевам дека е објавено ова соопштение и уште повеќе се надевам дека е стасано до релевантните институции. Како и да е. Цивил Центар за слобода изразува згрозување и крајна осуда за екстремниот говор на омразата и насилството на улиците на Скопје пред и понад преварот меѓу домашниот фудбалски клуб Шкупи и бугарскиот Левски во Скопје на 27 јули. Ова треба да се запомни како неславен ден за спортот. Политиката, екстремниот национализам и насилството беа главен белег на овој спортски настан. Јавноста посведочи на екстремен говор на омраза на социјалните мрежи и насилство на трибините и на скопските улици, кои ги донесоа навивачите на фудбалскиот клуб Левски од Бугарија. Тие ја нападнаа и полицијата, а не ги поштедија ни случајните минувачи во Чаир, далеку од фудбалскиот стадион. За осуда е и говорот на омраза и насилството со која одговорија и навивачите на македонскиот фудбалски тим Шкупи. Тоа што се случи на спортските трибини, улиците и на социјалните мрежи представува своевидно киднапирање на спортот за потреби на екстремниот национализам. Се работи за крајно неприфатлива манипулација и злоупотреба на спортските настани за политички цели. Цивил бара од релевантните институции во нашата земја, како и во Бугарија, да го санкционираат ваквото однесување на спортските настани. Цивил ги повикува медиумите и целокупната јавност решително да ги осудат и отфрлат сите појави на национализам и говор на омраза. Тоа е соопштението на Цивил, се надевам дека ќе фати корен, ние нема да престанеме со следење на овие состојби и се разбира како организација за човекови права, меѓутоа исто така како и проминентна организација која го промовира мултикултурализмот и се бори против национализмот, радикализмот и екстремизмот, ќе продолжиме понатаму со овие и ваквите апели и се разбира не само на оваа тема, туку и на сите останати теми, настани и процеси кои се однесуваат на овие прашања. Ти благодарам, Џабир. Ова соопштение, впрочем, не е првото, секогаш се надеваме дека е едно од последните, но низ годините не знаеме кој број на соопштение од овој тип. Значи, секогаш пред и по спортски настани ние имаме вакви соопштенија. И некако како да не продира до ајде разбираме што се навивачки глупи, но јас би сакала сега да направиме една многу кратка пауза за да го поканиме нашиот следен гостин, професорот Иван Анастасов, експертот по овие работи, и да видиме како ќе се сместиме сега. Режија. Добре дојдовте, професоре. Мислам дека точно пред една година вие бевте гостин кај мојот колега Дехран Муратов, токму по Не е случајно. Не е случајно тоа, мислам дека игра Динамо и Шкупи, да? А денеска сме поради, да речеме дека е поради ова што се случи вчера помеѓу Левски и Шкупи, или само Левски, или само Шкупи, или заедно се што се случи вчера. И би сакале од ваша гледна точка експертска, како што кажавте и дека сте напишале нешто и дека сте најавиле или дека не сте најавиле, да ни кажете нешто повеќе околу тоа. А понатаму би сакала да ве прашам и за тоа, не да ве прашам чисто ваш коментар за националистичките пароли и нели токму е така се вика и нашиот панел. Спортот киднапиран за екстремна политички цели, да. Пред некој ден се случи во Србија, имаше Звезда и кој игра, да, завчера така Звезда и кој игра, меѓутоа ние се фокусиравме на кореографијата што беше направена од делиите, нели од навивачите на Звезда, тенк направиле со луѓе и напишале кад се војска врати у Косово. Значи секаде на Балканот тоа се користи. Ние да позборуваме нешто за ова вчера што се деси. Ја би тргнал со една ваква моја дефиниција. Ја имам цитирано во многу од моите книги. Национализмот е
последниот крик на глупост, ајде така да го наречам најпластично за да го разберат и луѓето кои ја следат емисијата и секогаш немоćните овде или тие што сакаат да владеат на поинаков начин сакаат да се заткријат зад тој национализам. Сега за жал не случајно сме денеска тука како еден лош јубилеј сме биле и минатата година, исто време ова тука, тоа е и ако да не преудицирам, може и наредната година во исто ова време ќе бидеме тука. За жал. Зошто е тоа така? Оти периодот на одмор помеѓу првенствата е поминат и сега почнуваат периодите на евросцената, еврофудбалската сцена. Почнуваат некади домашните првенства и со самото тоа, знаете како, сега УЕФА додаде уште едно надпреварување, тоа е впрочем ова што вчера игра конференцијската лига, каде што дозволува повеќе фудбалски клубови од повеќе држави, со полош економски систем, да се надпреваруваат и да имат можност да излегаат во Европа, ама се тоа УЕФА го прави добро поради спортски план, фудбалски план. За жал, гледате Балканите и просторот кај што сме ние тука, тоа знае многу умешно да го искористи, да наметне национализам, да наметне омраза, да наметне нетрпение. И жално е што во конкретниот случај, да кажеме за разлика од минатата година кога сме разговарале за тој надпревар, вчерашниот надпревар мораше да биде многу посериозно сватен од нашата држава. Од кој аспект тоа го говорам? Ние сме во процес на уставни измени, каде знаете како. Работите се зовриени, чувствата се подигнати на највисоко ниво кај секој од нас во државата, а вие имате надпревар каде што игра представник од македонскиот фудбалски кампус, ФК Шкупи, кој, да бидеме реален, има етнички презнаки во делот на капиталот, не навлагам во делот на играчите, играчкиот кадар од една страна, и противникот е ФК Левски. Државата која во моментот нас, како македонци, како Македонија, не условно политички напаѓа, не признава, сака да не маргинализира, и затоа говорам многу отворено и објективно, тука мораше нашиот општествено-политички систем, нашата држава многу по-сериозно да пристапи. Зошто тоа го говорам? Ја тоа напишав. Овој фудбалски надпревар, мене ми е драго што и од страна на организаторот, УЕФА, Европската куќа на фудбалот, е окарактеризиран како надпревар со висок ризик. Значи, самите представници на Европската фудбалска куќа ја сватиле сериозност, не од спортски аспект, спортски не е, од политички, од општествено-политички аспект, дека овој надпревар мора, иако да бидеме реални по бројност на публика, тој не може да биде во високо ризичен надпревар. Меѓутоа, по начинот и времето на кое што се одигрува, и другите општествено-политички текови кои ги имаме во државата, апсолутно сите околности донеле до тоа да УЕФА донесе многу одговорна одлука дека тоа е надпревар со висок ризик. Тоа требаше многу порано нашата држава да го земе како релевантно, да седне, значи представник на УЕФА, нашата фудбалска асоциација, фудбалскиот клуб Шкупи кој е директно согласно нашиот закон за недолично однесување на спортските надпревари одговорен како организација и да ги разгледуваат сите аспекти. Овој го говорам најодговорно бидејќи јас бев гост на италијанската влада, како таа се припрема за викенд надпреварите на калчо. И кога министерот за внатрешни ќе утврдат сите структури дека некој надпревар е од голем висок ризик, дури може да го одложи на крајот на денот. Меѓутоа, да не доаѓа до одлагање, се поставуваат сите мерки и методи како да се спроведе тој надпревар не од делот на играта. Ние овде воопшто не говориме за делот на играта, судењето и сето тоа, туку говориме од тој безбедносен аспект или општествено-политички аспект кој за жал на овој надпревар вчера му го одзема спортскиот дух, му го одзема фудбалскиот карактер, му одзема се и само му даде една политичка конотација, односно националистичка реторика која, ајде да бидеме реални, може да го загрози процесот кој го
во нашата држава која во моментот го транзитира поради нашето барање за членство во Европска унија. И од тој аспект ја говорам дека тајмингот за жал е секогаш пред почетокот на сезоните на националните првенства, кога почнуваат европската сцена. Знаете како? На европската сцена таа е промовирана во медиумите, во јавноста, не само во една држава, во повеќе држави, и е добар момент, добар мотив за тие структури кои го подгреваат, го држат во живот национализмот, особено на Балканите, да дојде до израз. И тоа се случи, впрочем. Дури ако гледате, вчера имаше изјави многу отворени пред камери на некои наши телевизии, кај што викаат, ние дојдовме да ја победиме оваа држава не е Македонија, оваа држава е наша българска држава. И пазите, според мене, не сум правник, меѓутоа тоа се моменти каде што вие мора да отворите и истрага. Тоа се шовинистички изјави, тоа нема врска, тие да се изјават дека Левски е можеби подобар клуб од ФК Шкупи, ќе победи играчки, не знам, ќе се надпреваруваат, ќе гледат да направат добар резултат, поволен резултат во предвечерието на вториот надпревар кој треба да се случи таму. Апсолутно, гледате, самите изјави вчера на медиумите кај нас беа како диригирани и усмерувани према тоа дека ќе се случи нешто. И она што го слушнав пред малку од коментарот на вашата телевизија, логички е хулиганите, како што ги нарекуваат, мислам ја дека ова се инструирани групи, не би ги нарекол хулиганот, да бидеме реално, хулиганот нема контакт со медиумите, хулиганот нема контакт со полицијата, тие не ги ни сакаат органите на прогонот, туку се напротив опозицијата од нив и така се однесуваат. Меѓутоа хулиганот никогаш, веруете вистинскиот англиски, од кај што е настанат и терминот хулиган од поединец, хулиган кој се нарекувал со ирачко потекло, хулиганот никогаш нема да ви даде таква деструктивна политичка и националистичка реторика. Дури нема ни да ви даде изјава. Значи, ова се ликови кои се дојдени со обележието 88, со мајците за да пораката ќе биде испратена, тие биле свесни дека медиумите ќе ги снимаат пораката. Знаете како? Најлесно е на еден фудбалски надпревар кај што има многу народ да ставите банер, да ставите одредена парола и таа да биде пренесувана на портали, во медиуми и потоа врз база на тоа да се влечат и одредени, ако сакате политички одлуки. И самото одење во населбата Чај, во Јаја Паша па тоа е впрочем моментот кога вие можете да ја подгреете атмосферата до тој степен да таа ескалира и да почнат во тој момент не спортските пораки, не спортското бодрење, не спортското навивање, туку да почне тоа политичкото, националистичкото да искочи од и впрочем намерата зашто испаѓа дека тие се тука. Јас само се сеќам на еден надпревар Македонија кога играше со Шкотска овде, имаше еден банер од тогашниот, мислам дека беше Трчуловски. Делегатот на надпреварот не дозволи да почне надпреварот додека тој банер не беше отстранет. Фудбалските авторитети не можеа да го отстранат. Го отстранија само политичките авторитети. За жал оваа држава, политичките партии и политичките авторитети се тие кои можат да го отстрануваат тоа. Тогаш кај мене се вроди чувство како човек кој истражува тој дел дека во оваа држава обично спортот и политиката не одат заедно. Во оваа држава спортот сам му се предал на политиката и таа го контролира и таа го менаџира. Меѓутоа УЕФА е сосема поинакво тело и јас затоа вчера напишав, се надевам дека УЕФА која го има карактеризирано ќе делува и действува на соодветен начин. Таа може да ги казни парично, тука нема никаков проблем. Меѓутоа може да искаже и по-сериозни санкции кон клубот организатор, за жал. Организаторот сепак мора да ја превземе и согласно законот нашиот, постојниот лекс специјалис за недостојно однесување, вината на себе. Иако државата мораше да го предвиди текот од влегувањето на тие групи во нашата држава и нивното движење се до надпревар. Некако во сите овие во сите овие случувања, се што се случи вчера и предходниот ден кога пред да дојдат, кога дојдоа, што се случи пред, забораваме на прекрасните извици на навивачите на Левски, уби,
Шиптара, така беше. Да, тоа беше забораваме на тоа бидејќи се навикнавме на тие. Тоа беше веќе на тие извикувања, ние сме веќе навикнати. за време на надпреварот. За време на надпреварот беше тоа и тоа на српски. Ја не знам дали шиптари играле фудбал. Да, дали на теренот имало такво нешто? Има фудбалски клуб. Со оглед на тоа дека Шкупи има најмал се палбанци во самиот во самиот Сакам да кажам дека веќе се забораваат на извиците, а тие се постојани секаде. Ние сега се занимаваме со една малку по екстремна. Би сакал само да се надоврзам. Среќа во целата таа несреќа вчера што се обидоа бугарските навивачи да ја внесат, е тоа што за прв пат, јас барем за мене како човек кој што го следи фудбалот, спортот, па и пораките, е тоа дека немаше поддршка од едната или другата етничка група која што имаат навивачки групи. Например, вчера комитите беа на некој начин на страна на шверцерите. Не беа се навредува етничка припадност која воопшто нема никакво значење во клубот. Так. Играчите се од различна провиненција. Да, но за прв пат вчера комитите се солидаризираа со шверцерите и они и сега имаме ние наслови каде што викаме скопските улици не може секој да ги гази. Кој да дојде да шета. Ако се случи утре да има друга. Но тоа е другиот момент. Сега ние доаѓаме повторно, она што сакам како следна точка да го наметнам е дека ние сега ова што ни се случи може да биде добар повод и добро треба да некој таму политичари или било кој да почнат да анализираат што ќе се случи, како што спомна професорот, кога ќе почне Македонската фудбалска лига. А тоа е за неколку недели, каде што Вардар се враќа назад во првата лига. Дел од неколку така условно кажани етнички предзнаки им се даваат како на Струга и според капиталот. Но ете можда според друго да го. Не, зборуваме каква е перцепцијата дека влегуваат сега 2-3 албански и светскиот фудбал, шејци, така. Клуб на шејци, клуб на американци, клуб на евреи. Моментот е што може би ова што ни се случи вчера е да биде поука за нашите безбедносни служби да работат повеќе со нашите навивачи дома. За да не дозволат утре тие ескалации, тие проблеми што ги имавме со Левски, кои што сметам дека не успеале да ја донесат таа замислена идеја што ја требаше да го направат. Среќа во целата несреќа завршија со само еден повреден и нема некој поголем, не знам, барем според мене нема поголем инцидент во дипломатски односи. Мислам дека нема многу да влијае за процесот. Но убаво ќе биде сега кај нас дома да се направи нова стратегија, да се разговара со навивачите, да имаат они ќе речат нека не секој пред секој надпревар, ние ги викаме лидерите на навивачите, разговараме со нив, но дајте на нешто поинаку. Еве како професорот чисто онака што може да се направи поинаку од тоа да земеме како поука за нашите навивачи утре да не дозволиме на улиците ако вчера било забрането за Левски да поминуваат низ Чаир, утре, например, ќе биде за Вардар да поминуваат низ Чаир, утре Чаир ќе биде забрането да поминува низ аеродром и сакам да кажам дека дали ќе се уште ќе бидеме со ќе воспоставуваме територии или па ќе имаме сфери и спортско навивање, каде што етничките и националистичките и говорот на омраза ќе биде елиминиран. Запомнете дефиницијата. Значи национализмот е последниот израз излив на глупост. Не знам како поинаку тоа да поедноставно да го кажам. Со помалку зборови, најпросто направено сиже во една реченица. Сега, ама на луѓето на овие простори им е потребен национализмот како таков за да обстои. Ја ќе ви кажам само еден пример. Значи во Англија, кај што бев на обсервација,
со закон е сето тоа заштитено. Вие може да дојдете без обележие на клуб на надпревар, дотерано дело. Меѓутоа, ако укате као мајмун према црн човек, веднаш имате мандат на казна. Значи овде имаме надпревар кај што дошле бугарска навијачка група без оглед да се го бодрат нивниот клуб да направи добар фудбалски резултат, а од друга страна навредуваат етнички чувства на една група која се дел од уставот и од оваа држава. И сега, ако ја вадиме вашата позитивна поента, е добро што викате вие, другите групи да навивачки говорам, секој говорам групи така да не само полука, да бидат солидарни со таа група. И тука ние можеби на тој меѓународен план и ќе победиме. Меѓутоа кога ќе се вратат состојбите во шикате во нормала, кога ќе дојде повторно домашното првенство, верувајте пак тие национализми, пак тие такви групи на разединување ќе почнат да функционираат, без оглед колку верувајте полицијата и да ги собере пред надпревари, и да разговара со нив, и да ги убедува, и да ги разубедува. Ја сум убеден, и тоа е мој став дециден, дека полицијата треба да биде децидна према нив. Не само овде. Нашата навивачка култура е рецидив од една култура од Југославија. Што сакам да кажам? Од Србија, бранот доаѓа од таму. Овде во нашата држава има многу и навивачки групи кои се декларираат како групи кои поддржуваат други фудбалски клубови надвор на територија на нашата држава. И тој бран ние многу тешко можеме да го избегаме. Имате секаков вид на криминал помеѓу навивачките групи, да се разберем. Јас самиот сум бил припадник на дели. Ја морав да се одлучам во животот, кидам на тој пат, црниот, или ќе застанам на другиот пат. Добре, ако секој еден поединец припадник на навивачка група во себе го расчисти тоа, дека тој пат што сака да го оди, патот на навреди, на уцени, на криминал, на нетолеранција, на изразување на говор на омраза, дека е лош пат и да се обиде да дојде на другиот пат да му помогне на спортот. Еве говориме, ние сме сите тука за спортот и за фудбалот. Јас сакам со моето поведение, со мојот однос да му помогнам на клубот, да се издигнем на едно повисоко ниво. Ја не сум убеден дека со мојата деструктивна однесување како припадник на навијачка група му правам добро пред се на клубот. Ја затоа говорам, УЕФА треба сега да ги казни децидно, цврсто, многу силно, парично клубовите. Прво клубовите, знаете, под джеп. Да. Капиталот. Ова е бугарски капитал, капиталот да го казни првин во клубовите и да видите како ќе почне како во англиското општество самите собственици на клубовите да почнат да размислуваат, да се оградуваат од сето тоа. Тука е за мене клучот. Од таму треба да се тргне. Ние вчера гледавме и снимки каде што бугарските навивачи собираа пари да си ги платат казните. Верувајте, навивачките групи ако ги удрат уште поеконо во джеп, вајда може би тогаш ќе размислат дали ќе прават многу брзо се организираат навивачките групи, многу брзо се сплотуваат и изнаоѓаат решенија. Таков е концептот на тие навивачки групи. Затоа сакам да бидам дециден. Ние некојаш символ за навивачките групи е физичката пресметка која ние вчера ја видовме во Чаир. Океј, шамарот, боксот ќе помине. Меѓутоа држави како Холандија го имаат со закон забрането вербалното насилство. А вербалното насилство е највеќе промовирано на фудбалските надпревари. Оти знаете како, вие имате, замислете на Лига на шампиони, да дојдете каде што еден билет чини 200, 300, 500 евра и да дојдат групите и да почнат меѓу себе да се навредуваат по етничка, по сексуална, по боја на кожа, ориентација, по било каква. Ќе настане хаос во старата европска цивилизација. Затоа Европа многу се бори. Не говорам дека може да изгради единствен одбрабен систем од највачките групи. Од Англија има еден систем, тоа е англосаксонски, италијаните имаат друг систем. Пример, италијаните на билетите кои ги продаваат во нивното национално првенство мора да стои име и презиме. Европа е против тоа, меѓутоа италијаните држат до тоа. Оти они сакаат да го знаат идентитетот на тој што прави хаос, што произведува хаос, што го руши системот, што навредува. Холандјаните со закон забрануваат кралицата, геј популација, Јохан, значи да со закон забрануваат нив да ги исмејувате вербално.
друго можете. Највачката група, вие фудбалер некој можете да смејувате врз база на одреден излет негов или било што. Меѓутоа, чувствата национални или било какви и друга, да. Припадност на некоја група маргинална не смеете вербално да ја навредувате. Па затоа преска и спомнав дека тоа како да ни стана навика да ги слушаме уби овага, уби онога. Еве што се случува ова другото и како да... Знаете, кога почна да се гради Македонија како држава, Бог да го прости, прво паролите беа Дзинго е тоа и тоа. Ние не знаеме дали по сексуална ориентација Дзинго е тоа и тоа. Меѓутоа тоа некој го осмислил, тоа некој сака да го навреди тој поединец и тоа се зема така лесно и се промовира да ние ќе помислиме дека тоа е навистина така. Затоа вербалното е многу поопасно. Навредата, омаловажувањето од физичкото, од шамарот или не знам која друга форма. За мене и сите оние во европски рамки кои работиме социолози на спорт во оваа проблематика, вербалното е многу по-страшно од физичкото. Благодарам. Тоа ги чувствата ги навредувате. Џабир се врати? Да, во ред му благодарам на Дехран што ми го отстапи местото и се разбира кон крајот на оваа наша средба на која разговараме навистина и релевантно и отворено. Сметам дека е потребно на крајот да се потенцираат неколку поенти кои се позиција на нашата организација. Впрочем, ние и водиме низа проекти, различни проекти во кои се обидуваме да ги разобличиме националистичките и екстремистичките наративи во јавната комуникација. Во таа смисла Цивил внимателно ги следи и трендовите во медиумскиот дел, односно во социјалните мрежи. Што се однесува до медиумите, медиумите се суштински дел од една поширока акција која општеството и државата би требало да ги преземат доколку сакаме на подолги патеки оваа појава да ја искорениме или барем да ја намалиме. Што значи тоа? Дека еве и во консултација со еден ветеран во новинарството како што е Зоран Иванов, доаѓаме до заклучокот дека и медиумите се одговорни, бидејќи вие кога добивате некаква изјава од некого што го интервјуирате, новинарот секако сака да добие најатрактивна можна изјава или материјал од теренот. Меѓутоа, уредникот е одговорен или медиумот во целост е одговорен да не промовира пораки кои се забранети едноставно со кривичниот закон на државата и кои одат спротивно на човековите права, кои можат да предизвикаат нарушување на редот, мирот и безбедност. Дури има и обврска да го пријави тоа, така што одговорноста на медиумите не смееме да ја заобиколиме, ниту да ја занемариме, а се разбира институциите како домашните, така и меѓународните. Јас на почетокот на моето искажување кажав дека и ФИФА има, односно УЕФА има дел од одговорноста, дипломатските представници овде во нашата земја, односно дипломатскиот представник на Бугарија, имаат свој дел од одговорноста и сметам дека тие во една перспектива би требало да седнат сите заедно, сите чинители, институциите, невладините организации, медиумите, спортските клубови, меѓутоа и представниците на навивачките групи мораат да најдат заеднички јазик и да воспостават платформа во која прво треба да разберат дека тоа што се случува на фудбалските терени, на трибините, не само на вчерашниот, туку и на многу други, е кривично дело. Тоа е кривично дело. И тоа мораат да го разберат. Второ, институциите мораат да разберат дека кога гледаат кривично дело, мораат да постапуваат по него. Не е тоа некој прекршок мал. Се работи за кривично дело. И исто така да мораат да преземат една широка палета на активности, кои не се ни ефтини,
и кои бараат искрена, посветена работа на сите актери што ги споменав, за да можеме да дојдеме до ситуацијата во една Велика Британија, која беше позната по хулиганизмот и по разорното дејство на хулиганизмот, сега е пример за тоа токму обратното. Тоа е во кратки црти, она што можев да го формулирам вака како дел од платформата на активности на Цивил, чии представници сме овде, јас и Диана и претходно Дехран. Тоа се мандатни казни. Англија не измисли топла вода. Навредувате, ве земаат, директно ве носат, нема судење. Процесот вие откако ќе ве земат, со комбито до вако ви имате процес, заврш мандатно. И тука он дава изјава на телевизија дека дошол да не окупира, немаше да разговараме, доаѓате, го приведувате пред малите екрани и го носите кај што му е место. Така само ќе се свестат луѓето, да дебатираме, да разговараме. Тие се групи кои можеби не сака да дебатират и разговарат. Тие имаат само свој сегмент каде што треба да ја шират таа деструкција, омаловажување, шовинизам, национализам, да го разгоруваат и за да може тој истиот да живее. Тоа е моето искуство, го говори се тоа. Да, сето тоа што го кажа Џабир, но и вие, посебно она за Холандија, дека вербалниот говор го казнуваат, мислам, малку е поразително дека треба да понижувачки, да. Вербалните навреди. Шаморот ќе ви помине, ќе ви удри, ќе ви помине. Поразително е тоа што мора да се санкционира за да некој разбере или да се удри по џепот или некако. Тоа е. Да, санкциите се една линија на активности. Многу едноставно. На црвено не може да има. Санкциите се една линија на активности, меѓутоа на санкциите мора да и претходи превенција. И мора да и претходи градење на политичка и граѓанска култура која е ослободена од нацизам, кој гледаме дека е во пораст дури и во нашите простори. Тоа со маиците се разбира дека е јасна порака. Тие не се заостанати примитивни битија. Тој многу јасно знае што ставил на грбот. И некој што него го упатува или кој го ставил како марионета во некој сценарио, точно знае што сака да постигне со таа маица на која има неонацистички символ или пак низа други постапки кои ги видовме вчера, ги гледавме пред тоа, ги спомена колешката Диана и во соседството тоа што се случи деновиве и мислам дека санкциите се една работа, меѓутоа градењето на граѓанска и политичка култура, што е подолготрајна операција која што треба едно општество да ја преземе, е една друга работа и тоа за тоа се заслужни многу повеќе актери отколку само една-две институции кои на лице место вчера ги видовме функционираа сепак според она што можеме ние да оцениме од извештаите, функционираа сепак некако, можеби фалеше овде или онде по некој сегмент, меѓутоа на пошироко, на подолготрајно ниво, мислам дека институциите, медиумите, граѓанските организации и другите институции и актери релевантни во оваа приказна мора да седнат час поскоро на иста маса и потоа да почнат со работа. МВР си ја заврши работата, најпрофесионално. Меѓутоа, ја говорам во делот на проценката, дека вие ќе имате таква група која треба да влезе, организирано во нашата држава и да ги пресретнете. Во перспектива да гледаат што фудбалската куќа УЕФА бара пресретнување. Пресретнување, дури и затварање на сите објекти по патот, да не можат никаде да влезат. Тие не само тоа влагаат и руинираат објекти од општествено значење било што. Така да одзимаат, не дај Боже, човечки жртви на бензински пумпи. Зато ви го спомнав ја примерот, ние со Звезда Глазгов моравме да стоиме на аутопат еден час, оти немавме бензин, се додека полицијата не ги испрати организирано групите, а тие не можат да влагаат на бензински пумпи. Не можат никаде да влагаат. Ја говорам да се пресретне кога имате означено надпревар, особено со висок карактер, а има меѓународна димензија. Ви благодарам на вас што одделите време денеска да бидете тука со нас. Џабир, ти благодарам тебе, Дехран,
Исто така и на сите гледачи денеска што не проследија, јас се надевам дека барем малку успеавме да ја доближиме некако. Ај сликата што се случи вчера ја видовме сите, но што би можело да се подобри околу тоа, еве со самите сведоштва на професорот и со на Дехран и на Џабир. Ви благодарам многу, јас се надевам дека ќе се видиме за да поразговараме на слични теми, но на тоа како се подобриле состојбите, а не за влошување.